на пат за Витлеем. Целта на овие размислувања за светата тајна покаяние не е да се чувствуваме непријатно или лошо. Напротив, е важно за спасение на нашите души, да размислуваме и да сватиме како грешиме, па дури можеби тогаш ќе можеме и да се поправиме. Понекогаш можеме да ја нормализираме грешката, гревот, така што таа не ни изгледа дека е нешто лошо. Во други ситуации можеме да носиме чувства на болка, гнев, љубомор и депресија во нашите срца толку долго што не препознаваме дека тие работи не оддалечуваат од Бога и придонесуваат да ги оправдуваме нашите гревови. Свети Јаков ни вели дека верата, ако нема дела сама по себе, е мртва. Како христијани, повикани сме на дела. Една интерпретација овде не охрабрува конкретно да им помогнеме на оние кои се во потреба, да одговориме на нивниот повик за помош. Наместо само да кажеме ќе се помолам за тебе или се надевам дека ќе бидат подобро работите, нашиот повик е да бидеме тука за нив, да бидеме светлина во темнината на нивниот живот и да им го покажеме милосрдието и љубовта која и ние самите ја очекуваме од Бога. Друга работа што ни е потребна за спасение е грижа за нашите тела и души. Ако не се грижиме за нашите тела и души, тогаш се спротивставуваме на Божјата волја. Ова е суштината на постот. Да се откажеме од нашето физичко тело за да го вежбаме нашиот дух. Не се работи за тоа дали јадеме месо или не. Секој може да се воздржи од месо, туку за духовен раст и согледување на нашата грешна природа. Работиме да ги препознаеме нашите гревови, коренот на нашите гревови и кој покрај нас е погоден од нашите гревови. Тогаш како што постиме и се молиме, треба да се покаеме и да одлучиме дека ќе бидеме подобри. И ова е процес кој не следи во текот на целиот живот, бидејќи секогаш има нешто што треба да се научи. Само затоа што некој присуствува на црква секоја недела или дури ја чисти црквата, пее во хорот или помага при служба во црквата, не значи дека се ослободени од потребата за исповед. Сигурно е дека секој греши, но поентата на нашиот раст како христијани е да го препознаваме гревот и да работиме на тоа да направиме нешто во врска со него, за да го надминеме. Еве неколку дополнителни точки за размислување додека вршиме испит на нашата совест како подготовка за светата тајна покаяние. Го трошам ли моето време без врска? Секој ден е дар за нас. Секое утро кога се будиме треба да кажеме благодарна молитва поради фактот дека сме се разбудиле од уште еден сон. Се разбира, имаме дневни обврски, семејство, работа, дом, но дали залудно го трошиме времето? Што правиме за да се подобри светот, а не само нашиот непосреден свет? Со што придонесуваме за поголеми цели или за помагање на другите? Сите имаме таленти и способности, но дали активно ги користиме? Не присуствувам на божествена литургија? Ова е секогаш тешко прашање. Дали постојат доволно оправдани причини за да се пропушти божествената литургија? Се разбира, ако сте болни или ако има некоја итна ситуација, пропуштањето на богослужба во недостаток на подобри зборови и оправданија е тешко. Меѓутоа, како општество, се повеќе се оправдуваме кога станува збор да се оди на богослужба. Дозволуваме работи како спортски настани, одмор, социјални забави и други настани, па дури и мрзеливоста да бидат оправдување за да не присуствуваме на богослужба. Се оправдуваме себе си и ги учиме нашите деца да се оправдуваат, уверувајќи се дека тоа и не е голема работа.
Ако не присуствувам на богослужба, се обидуваме ли барем да го прочитаме апостолот и Светото Евангелие за тој ден? Се обидуваме ли да измолиме барем света бројаница? Се сеќаваме ли да продолжиме да ја подржуваме нашата парохија дури ако сме отсутни? Кога сум в црква, учествувам ли дозволувам со моите мисли да лутам или постојано да гледам на мојот часовник чекајќи да заврши? Запомнете, присуството значи повеќе од само да стоите таму. Дали сум гневен на некој, дали имам омраза кон некој? Таквата мисла може да изгледа преувеличено, но всушност постојат луѓе кои се гневни и имаат омраза кон некои луѓе со недели, месеци, години, па дури и децени. Понекогаш тоа е нарцизам, понекогаш е заради обсесивната потреба да бидеме во право. Се разбира, постојат и други причини, но ако чувствуваме дека сме неправедно третирани, обично имаме гнев и продолжуваме да мразиме. Овие негативни чувства наскоро стануваат нормални и тогаш е уште потешко да се променат. Луѓето понекогаш дури бараат извинувања без да имаат намера да простат, што дополнително ја зголемува омразата. Повикани сме да простуваме и да сакаме, а не да сееме омраза. Дали сум рамнодушен за да помагам на други? Понекогаш дури во нашите семејства дозволуваме некој да страда. Во други ситуации свесно и намерно гледаме како некој се бори, без да направиме нешто за да му помогнеме. Како христијани сме повикани да го правиме правилното, да им помагаме и на другите и да не ги судиме. Ако бараме помош од Бог и се молиме за добар одговор кога ќе дојдам на вечниот суд, дали навистина не можеме барем да им помогнеме на оние во потреба? Да продолжиме да молиме и да работиме на исцелување на нашите души, да ги чуваме овие потикнувања во нашите мисли, додека продолжуваме со нашиот пат во божитниот пост, да ги очистиме нашите тела и души од непотребни премиња, за да можеме да го искусиме празничниот период, кој често е поврзан со мир, не само површно, туку потполно со целосна свест и цел. На пат за Витлеем.